најново издание на регионалните вести. Со блокирање на улицата пред објектот на локалната самоуправа и истурање на вреќи со смет пред општинската зграда, граѓаните на Тетово денес го искажаа револтот поради големите количини отпад во дивата депонија на влезот на Тетово. Протестот започна со истурање на најлонски вреќи полни со смет пред вратата на општинската зграда. Дел од ѓубрето заврши во холот. Жителите од тетовската населба Деребој продолжија со протестот блокирајќи улицата пред објектот на локалната самоуправа. Побара итно отстранување на илјадниците тони отпад на дивата депонија, која е само на неколку метри до нивните домови. Па така е, зачудувачки е тоа фактот дека Тетово под Шарап претhodните години беше најчист град во Република и беше чест да се живее во тој град. И тоа овие 10 години и 15 години збори, речеме, успеа да го направат најзагаден град, најнеперспективен. Значи, во контакт со граѓаните, секогаш они првата работа е, ти кажа дека да побегнат овој град. Сега депонијата е посебен проблем. Значи, тој е увлез на градот, до Житополок, до населбата, значи, не подноси мирис бе во ноќните часови на тука. Сега апелираме до граѓаните кои гласат за функционерите, било тоа локални или централни, они гласат да се подобри квалитет на живење на граѓаните, а не да се полоши. И затоа апелираме да се овој барем да почнеме од негде, полека од депонијата па до чистото па до и натаму почнувајќи од инфраструктурата, водата и така. Така, чувствувате ли последици заствани тука, со тоа што вие сте директно живеете во депонијата? Има ли населението се жалили од респираторни? Па нормално дека се тоа е последици. Тоа не се тие се толку голема Тетово има 100 тона дневно. Ѓубре. Значи, од 5 дена тоа, ако не се, тоа е 500 тона дневно. Можете да замислите кој е тоа штета за граѓаните. Протестот го поддржаа повеќе граѓански организации. Побараа сегашната локална самоуправа да ја напушти власта, ако не е способна да ги реши основните проблеми во градот. Да живееме во место каде што има вода, има воздух, а тоа некој го загадува и никој да не превзема мерки. Тоа во најмала рака е чудно и да ние да протестираме за здрав живот и за чист воздух е уште почудно. Крајно време е општината да превземе мерки, мора да најде решение за сите проблеми кои што ги имаат, или доколку не се во можност, нека ослободат место за оние кои што имаат капацитети, знаење и можност тоа да го направат. Протестите ќе продолжат се додека не се најде конечно решение. Да бараме од општината да се ангажира по-озбилно околу решавањето на овој проблем. Нашите проблеми остануваат тие истите, значи се уште се бориме и против Југором таму, а тука сега веќе се проширивме и на друг фронт, значи да се занимаваме и со општината. Не е дека бараме нешто многу неверојатно, нешто што не може да се реализира, бараме од општината да се држи до ветувањата. Тие ветиле дека депонијата ќе се дислоцира од влезот на градот. Тие ни ветија дека ќе живееме во најчист град во Македонија, а ние и со Југором, и со депонијата, и со многу други проблеми станавме најзагаден град во светот. Затоа сме денеска тука. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека кај дивата депонија која се користи за претовар на сметот се зголемени количините на ѓубре, поради неможноста во летниот период отпадот да се транспортира во текот на денот. Велат дека ќе обезбедат повеќе камиони и деновиве сиот смет ќе биде пренесен во скопската депонија Дрисла. Ние неколку дена се трудиме да најдеме решение и еден објект, хала во која ќе се депонира сметот. Иако патот за Русино е блокиран, ние транспортиравме смет во депонијата Дрисла, но тоа е многу поскапо за општината и за јавното предпријатие. Ова е 20 годишен проблем, не е нов. Количините на смет кај дивата депонија се зголеми откако жители од гостиварските села со блокади веќе 3 месеци не дозволуваат да се транспортира тетовскиот отпад до депонијата Русино. Бараат нејзино уредување и изградба на патот по кој се носи комуналниот отпад до оваа депонија. Поради блокадите сега целиот отпад од Тетово се носи во депонијата Дрисла.
каде процедурата за транспортот е посложена и поскапа. Сега планини од ѓубре остануваат на дивата депонија лоцирана на самиот влез од градот. Загадувањето на воздухот карактеристично за зимските месеци, тетовци ги мачи и во лето. Целогодишното загадување се заканува по здравјето на сите граѓани, а најмногу страдаат лицата со хронични болести на дишните патишта. Последниве неколку години загадувањето на воздухот со PM10 честичките карактеристично за зимските месеци, тетовци ги мачи и во лето. Од изминати 201 ден од почетокот на годинава, граѓаните на Тетово дишеле загаден воздух во 162 дена. Инаку во интерес на човековото здравје, бројот на денови со повисока концентрација на канцерогените честички од дозволената не смее да надмине повеќе од 35 денови годишно. Целогодишното загадување се заканува по здравјето на сите граѓани, а најмногу страдаат лицата со хронични болести на дишните патишта. Загадувањето на воздухот е проблем светски, во светски рамки и како да е нерешен проблем. Во воздухот постои загадувачи, тие се јаглен моноксид, СО, сумпор диоксид, азотен диоксид, озон и некои честички, ги викаме ми ПМ честички со големина 10 до 5 микрометри. Таа е една големина што значи дека оние лебдат во воздух, во висина на човечката висина, така да оние се кандидати за внесување во дишните органи. Се вдишува, значи, вдишуваат и астматичарите, и броничарите, и децата, и бремените, и жените, и целиот народ, значи, влегуваат во дишните патишта и таму делуваат негативно. Организмот има одбранбени состојби, одбранбени ефекти, тие се изразуваат со слузницата на дишните патишта, кои се трудат да го исфрлат со сварање на слуз, секрет, експекторат. Тоа ќе трае еден период и ќе се истроши, ќе се исцрпи. Така да ефектот на овие загадувачи ќе дојде поизразен, ќе го инфламира, ќе го иритира дишното стебло и дишното стебло као цевка, се рачуна да е као цевка, ќе се зголеми волуменот, односно ќе се зголеми дзидот на волуменот, така да волуменот, проодноста на дишните патишта ќе стане потесен. И затоа овие пациенти со астма и со ХОП имат глад за воздух. Високите концентрации на штетните честички прав во воздухот според експертите се должат на многу причини. Прво, градот Тетово е сместен во котлина обкружена со високи планини, што оневозможува често проветрување на воздухот, а на ова се накалемија уште бројни загадувачки фактори, почнувајќи од густиот и недоволно регулиран сообраќај, па до брзиот индустријски развој. Извор на загадување за зголемување на овие гасови и супстанции во воздухот, што го вдишуваме ние секој ден и цел живот, е највише индустријата. Развивање на индустријата, фабрики, потоа запалување на отпадоци, на отворено, потоа загадување од автомобилизмот, бидејќи они во издувните гасови имат многу од овие супстанции што не се пожелни во дишењето, како што реков СО, јаглен моноксид, сумпор диоксид, затоа таму има некои проспекти светски што требат во автомобилизмот да се почитуваат. Нели во автомобилизмот имаме коли со Еко 1, Еко 2, 3, 4 и 5. Кај нас се увезувале и стари коли кои многу го загадуваат воздухот. Сега новиот пропис, значи од 1 јуни, да не се увозуваат старите возила, пошто многу го загадуваат, само по новите Еко 4 и Еко 5, ама дали дозволува стандардот наш да купиме понови коли, ќе беше покорисно. Фабриките го загадуваат на неколку начини, преку дим, чад, па и почвата, па и водата ја загадуваат, ама во воздухот е многу по-директен, што влијае врз болестите на дишните патишта. Кога веќе граѓаните живеат во градот и мораат да го дишат овој воздух, повременото искачување на планина или некаде во природа подалеку од загадувачите на воздухот би можело позитивно да влијае на дишните патишта, смета доктор Шерифи. Може тоа да делува позитивно,
да се излегува негде во висина, каде што нема SO2, нема CO2, нема озон, нема честички PM10 и PM5, тоа е природата. Значи, треба да ја заштитиме природа, па она нас да не штити. Ние на ваков начин, со развој на индустријата, го оштетуваме и природа, и кај да бегам, кај што нема луѓе, таму и почист воздух, на планина. Може да помогне. Според извештајот на Министерството за животна средина и просторно планирање објавен на интернет страната, концентрацијата на PM10 честичките во воздухот вчера изнесувала 87 микрограми на метар кубен воздух, а дозволени се максимални 50 микрограми на метар кубен воздух. Во саботата часовните концентрации скокнали и до високи 300 микрограми на метар кубен воздух, што вообичаено се случува во есенските и зимските денови. На оптимално ниво е состојбата со водоснабдувањето во Тетово. Евентуалните прекини во водоснабдувањето се должат на дефекти во водоводната мрежа. Водоснабдувањето во Тетово е на оптимално ниво. Цената од работната единица водовод при ЈКП Тетово. Издашноста на изворите изнесува 500 литри во секунда, што е за речиси 150 литри повеќе од предвиденото за солидно водоснабдување на корисниците. Во моментот градот Тетово располага со 500 литри вода во секунда и можеме да констатираме дека имаме доволни количини на вода за потребите на граѓаните. Колку е доволно за нормално водоснабдување? Па тоа зависи од многу фактори, ако се големите температури, горештини, како е нормално лето е, над 350 литри, над 350 до 400 литри вода во секунда. Евентуалните прекини во водоснабдувањето се должат на дефекти во водоводната мрежа и траат додека трае санирањето на проблемот, потенцираат од Тетовскиот водовод. По принцип, ние секојдневно интервенираме. За среќа, задните 2-3 недели можам да констатирам помал број на дефеци и нормално помалку допирање на вода поради дефеците. Што најмногу страдаш? Каде се случуваат дефектите? Па, тешко е да се каже. Обично имаме повеќе проблеми со индивидуални приклучоци. Тие се во полоша состојба, така. Водоводната мрежа? Водоводната мрежа се држи нормално. Имаме стара, имаме помалку стара, понова, ама у кондиција. Има ли најави за обновување, за санација на водоводната мрежа со ново? Па тоа е, како да кажем, во консултација со општината, ЈКП Тетово дава сугестии во таа смисла и тоа зависи од капацитетот на општината, од финансиските средства и нормално секогаш може да биде подобра. Новиот водовод кај Лешница би значило и дополнителни 200 литри вода. Значи, ќе добиеме дополнителни 200 литри вода во секунда, кои битно ќе го стабилизираат водоснабдувањето на градот Тетово во текот на цела година, затоа што, како што и вие знаете, има периоди во годината кога ни паѓа издашноста до 180-150 литри вода секунда, а тоа е недоволно за потребите на градот. Значи, со тие 200 литри во секунда може да се каже дека ќе имаме стабилно 24 часовно водоснабдување на градот Тетово. Несовесни водокорисници е појавата со која од Тетовскиот водовод секојдневно се соочуваат. Дека водата треба совесно да се користи, а нејзиното безпотребно трошење да се избегнува, предупредуваат од контролните служби. Па граѓаните како граѓани, има и такви кои разбираат кога ми апелираме да водата се користи рационално, да не се троши, да не се расфрлува со водата. Освен тоа, ние имаме и друга, така кажем, мерка, праќаме контролни служби низ градот и ги предупредуваме, ги молиме и така, се бориме со таа појава. Од Тетовскиот водовод повторно апелираат до сите водокорисници за рационално користење на водата, избегнување на поливање на површини со црева за вода и секогаш кога има можност штедење на водата.
82% од физичките лица и 97% од правните кои се даночни обврзници на подрачјето на Гостивар навреме си го платиле данокот на имот. Минатата година Оделението за даноци изготвило вкупно 14.517 решенија за данок на имот. Оттаму оценуваат дека електронскиот систем за даноци функционира добро. Гостивар бележи висок процент на наплата на данокот на имот. Поголемиот дел од граѓаните и фирмите кои поседуваат станови, куќи, дуќани и други деловни објекти, навреме си ги подмируваат обврските кои произлегуваат од законот за данок на имот. Минатата година Општинското одделение за утврдување и наплата на даноци изготвило и доставило вкупно 14.517 решенија за данок на имот. Најголемиот број од нив за физички лица, а помал дел за правни. Сумираните податоци од одделението покажуваат дека 82% од физичките лица го платиле данокот, кај фирмите процентот на реализација стигнува и до 97%. Општина Гостивар пред 2 години воведе и електронски систем за даноци. Преку посебна апликација на општинската веб страница, даночните обврзници може да добиваат информации околу даночните решенија и сумата што треба да ја уплатат. Од секторот за финансии оценуваат дека системот на е-даноци е активен и добро функционира. Електронскиот систем е корисен за граѓаните, особено за иселениците на кои им го олеснува пристапот до потребните информации, потенцираат надлежните. Граѓаните се должни да ја пријават и секоја промена во состојбата со недвижен имот, што вообичаено се прави на почетокот од годината. Американско-вратнички координативен одбор за спас на Вратничка река со донација за вратница, градежна механизација вредна $10.000 за потребите на жителите на ова село. Вратничките иселеници од Детройт му подарија на село Вратница една комбинирана градежна машина од типот ровокопач натоварувач. Оваа машина ќе му служи на селото за прочистување на селските канали, одржување и проширување на селските патишта, расчистување на коритото на Вратничка река, градење на спортски терени и за многу други работи за потребите на селото, велат од Американско-вратнички координативен одбор за спас на Вратничка река. Вредноста на машината е околу $10.000. Ова не е прва акција во која вратничани од Детройт му дадоа помош на селото. Со нивна помош Вратница го изгради модерниот водовод уште во 70-тите години од минатиот век. Манастирот Свети Константин и Елена, се реновираше црквата Света Петка, се поплочија неколку улици со бекатон плочки и низа други помали проекти. Теристичка адултицидна дезинсекција против комарци и крлежи ќе се врши на подрачјето на општина Желино. Дезинсекцијата ќе ја вршат екипи на Центарот за јавно здравје Тетово. Со цел намалување на бројот на комарци и крлежи на подрачјето на општина Желино, специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе ја спроведе во периодот од 20 и 21 јули и 21 и 22 јули во вечерните и раните утрински часови зависно од временските услови. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротациона светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депониите во тоа подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, зашто ќе следи повторно известување. Министерството за внатрешни работи во соработка со основното јавно обвинителство ја спроведе акцијата Којот, во која се уапсени 19 лица, по 3 лица се уште се трага, едно лице се наоѓа надвор од територијата на Република Македонија и едно лице е веќе во затвор. Акцијата на полицијата разби криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Во текот на минатата ноќ, па се до утринските часови, извршени се претреси на дом и други простори на 24 локации во Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје кај повеќе лица, поради постојни основи на сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, разбојништва, лажно представување, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, криумчарење на мигранти и злоупотреба на службената положба.
8 членови на Универзитетскиот сенат испратија отворено писмо до ректорот во заминување Велимир Стојковски со потсетување дека ректорската управа по 2 недели се уште не го одобрила барањето за вонредна седница на сенатот и покрај потребниот број потписи согласно статутот. Со ова ректорот, како што велат, го крши статутот на УКИМ. Бура од реакции по синочешната реализација на еврообврзницата од 450 милиони евра со камата од 5,6% на рок од 7 години. Економистите предупредуваат на рапидното зголемување на јавниот долг, а се сомневаат и на целта на задолжувањето. Еврообврзница за партиски, а не за државни потреби, се дел од коментарите на економистите. Дел пак предупредуваат за скапото задолжување, особено со тенденцијата за намалување на економскиот раст. Од Министерството за финансии ја обвинија опозицијата за зголемување на каматата. Од СДСМ пак ја прогласија еврообврзницата за неуспешна и незаконска. Познатиот белоруски новинар Павел Шеремет загина денеска кога автомобилот што го возел експлодирал во украинскиот главен град Киев. 44 годишниот Шеремет се возел кон неговото работно место во веб-сайт кога експлодирал автомобилот на неговата партнерка. Украинското обвинителство соопшти дека станува збор за инсталирана експлозивна направа на возилото. Украинскиот претседател Петро Порошенко на Фејсбук запиша дека наредил итна истрага за злосторството, додавајќи дека виновниците мора да бидат казнети. Турските власти им забранија на универзитетските професори да патуваат во странство како мерка по обидот за воен удар во земјата. Вчера властите побара 1577 декани и професори да бидат отпуштени од работа, а околу 21.000 наставници кои работат во приватни институции беа прогласени за неспособни за работа. Во меѓувреме турската агенција за телекомуникации го забрани пристапот до интернет страницата на Wikileaks, еден ден откако тие објавија илјадници документи поврзани со владеачката партија на правдата и развојот. Wikileaks објави електронска пошта за која тврдат дека ја добиле пред обидот за воен удар, но решиле да ја објават сега како одговор на чистките на турските власти. Околу 50.000 војници, полицајци, суди и државни службеници и наставници беа отпуштени или приведени како одговор на обидот за државен удар. Групата Исламска држава денеска објави видеозапис на кој според неа афганистанец нападнал патници во воз во Германија, ветувајќи дека ќе изврши самоубиство. Тој вели дека е воин на Исламската држава и има намера да изврши самоубиствен напад во Германија. За сега не може да се потврди дека мажот на снимката е напаѓачот кој рани вчера 5 мина во воз во близина на градот Вирцбург и беше застрелан од полицијата. 17-годишниот афганистанец ги нападнал патниците со намера да убива. Двајца од повредените во нападот се во критична состојба и постои опасност за нивните животи. Како што беше посакувано од страна на опозицијата, пратениците од Националното собрание на Франција дадоа зелено светло за ново 6-месечно продолжување на вонредната состојба во земјата по атентатот во Ница. За продолжување на вонредната состојба гласаа 489 од пратениците, 2 беа против и 4 се воздржаа од гласање. Републиканците го номинираа милиардерот Доналд Трамп за нивен кандидат за американски председател на изборите на 8 ноември. До ова дојде и покрај несогласувањата во нивните редови за неговата неспособност на таа функција, забележана и на Националната конвенција на Републиканската партија во Кливленд. 70-годишниот Трамп во изминатава година успеа да се справи со 16 ривали меѓу републиканците кои исто така сакаа да ја добијат партиската номинација за Белата куќа. Времето денес беше сончево, а во текот на денот со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури се движе од 14 до 18, а дневните од 19 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 14 до 19, а дневните од 21 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Завршуваат регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и пријатно.